Следите три линка во продолжение. Локални избори и номинации. ВМРО-ДПМН е со отворена поддршка за вреди во битката за градоначалници. Тоа е првата предизборна номинација по етничка основа. Орце Георгиевски во трка за градоначалник на Скопје. Костадин Костадинов без СДСМ веројатно во трка по втор мандат како независен кандидат. Зијадин Села во нов обид да се врати на чело на Струга. Наспроти него е бизнисменот и градежен инвеститор Менди Кира, кој сега ја води комората на Северозападна Македонија. Токму овој бизнисмен пројавува интерес и потенцијал за иден градоначалник на Струга. Ево го разговорот со него. Нормално многу елементи, многу учинители ме натера да се кандидирам. Тоа веќе го мислам долги месеци. Под предлози на пријатели, на бизнис заедницата, на културните здруженија, на спортот, на тоа што гледам дека Струга мора да се смени, Струга и има капацитет да се смени и затоа и се решив да ги поделам овие идните 4 години за Струга и да правам нешто ново што не е направено досега. Може ли еден независен кандидат во моментов да победи во ситуација на две во најмала рака големи влијателни партии од албанскиот табор? Нормално јас како независен кандидат знам дека морам да ги соберам гласовите и од сите политички партии или пак од симпатизери на тие партии за да победам во изборите. Затоа сум независен кандидат. Сум го докажал тоа досега, мислам дека имам капацитет и ќе ги барам гласовите од сите политички партии, без разлика кои се. Ќе ги побарам и од Фронтот, и ДУИ, и ВЛЕН, и СДС, и ВМРО, и сите политички партии. Сакам да дам една порака инаква. Значи, без прерасуди, една порака, друга кампања, кампања која ќе работи, ќе мисли само за иднината со проекти, со сите можни елементи за подобра Струга. Нема да се занимава многу со прошлоста, веќе за прошлоста знаат граѓаните. Ја ќе барам поддршка за иднината на Струга, каде што веќе ги проектирам проектите кои се многу амбициозни и реални да се реализират и мислам дека граѓаните овој пат ќе слушаат да имате еден кандидат поинаков. Значи не морат да е политичар, не само политичарите управуваат со градот, со институциите, можат и бизнесмените да управуваат и јас сум го докажал до тоа. Добро, со Струга, например, Струга во еден период ја раководеше лекар. Говорам Зијадин Села. Да. Сега е Рамис Мерко. Иако имаат политички бекграунд, вие сепак доаѓате од бизнис заедницата. Да. Што ќе преовлада, политичкото лобирање или бизнис елитата? И па сега, ако сакат граѓаните да се менаџира градот, ќе ме гласат мене. Ако сакат да ги поддржат политичарите, тогаш не продолжат да ги поддржат политичарите, што не верувам дека веќе се наситија. И мислам дека прв пат граѓаните ќе имат еден нов градоначалник кој не го имале досега. Мислам дека можам да правам повеќе од нив. Значи, сум убеден дека јас ќе излезам како менаџер, не како политичар, нема да се занимавам со политика, иако знам дека сега ќе ме обвинуваат дека сум со ова или со оне, нормално дека ја ќе сработам со сите. Ќе сработам и со партиите, и со позиција, и со опозиција, ќе работам и со владата. Нормално за да ги реализирам проектите морам да работам со владата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија рече дека таму каде што ќе има, например, дуи кандидати за градоначалници, СДСМ нема да понудат да вадат кандидат. Свој кандидат. Дали тоа за вас, например, би било хендикеп? Види, ја не мислам дека така, ја мислам дека ќе ги побарам гласовите од граѓаните. Без разлика тие може да го поддржат Фронтот,
Ja nisam slušao do сега, međutim, ako je taka i možda je taka, međutim, ja s građanite već gi kontaktiram svaki den i ti znaje deka ja sam već dobar menadžer, dolgi godini sam vložil za struga, ne samo vo delot na materijalni del, nego i za kulturata, za sportot i vo toj del već građanite verujem i sam ubeden deka su ubedeni. I zato, bez razlika od koja strana, levo, desno i centar, sите će me podržati. Представител на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија, гостин во емисијата и еден од речиси првите кои пројави интерес и амбиции да биде градоначелник на Струга при крајот. Деловната клима во Македонија, како ја оценувате по речиси една година откако е дојдена новата власт? Ja ću se vrata malo porano, znači od 2020 godina, so pandemijata kako što dojde, so problemi što imаше бизнес заедницата воопшто и војната во Украина, во тој дел, во тие години, значи имавме големи проблеми во ликвидноста и мислам дека трпевме доста проблеми и многу компании се затворија. И така да во тоа време, значи, банките не беа многу пријателски настроени према бизнисот, така да има големи проблеми за ликвидноста. Меѓутоа, сега мало се подкрепа, поготово ова година, пошто имаме веќе некоја инекција, да велам, за свежи пари со унгарскиот кредит, кои дадоа можност да компаниите да имат некои пари, да можат да инвестираат. Исто така, унгарскиот кредит даде можност да банките да се стабилизираат, банкарскиот пазар веќе се стабилизира полека, иначе имавме високи каматни стапки од 5,5 па и 6%, што беше голем товар за компаниите. Нормално дека ние со владата поддржуваме владата во делот кај капиталните инвестиции, кои се на некој начин поддршка и подкреп за економијата, за стопанство, за бизнес заедницата, поготово со коридорот 8 и коридорот 10D, што се веќе многу наши компании веќе во склоп на овие компании Бехтел, НК, што се веќе ги реализира проектите, веќе се вклучени. Нормално тука има бенефит. Се радуваме исто така што нема ребаланс во капиталните инвестиции, што е плюс, што позитивно. Мислам дека одна подобра насока. Нормално имаме доста проблеми, има проблеми понатаму. Ние не се согласуваме во делот кај поради дефицитот на ова работната сила, што е кај нас голема, веќе немаме работна сила. Во тој дел не се согласуваме со ова владата поради... Како се справувате со недостигот на работна сила? Како компаниите се... Па сега, зато ние како комора веќе имаме одавна земено некои мерки во делот на минималната плата. Ние сме прва комора, значи што предложивме минималната плата да се покачи на 500 евра. Тоа беше пред една година и претходно, значи претходната власт. Меѓутоа оваа власт вели дека немаат средства за зголемување на минималната плата. Види, тие можда немаат средства за нивните административните работници. Ние збориме за бизнес секторот, кај што има средства, меѓутоа ние бараме придонесите да се намалат поради тоа што се многу високо. Во тој дел сакаме, ако се прифаќа нашиот предлог, сигурно ако се намалат придонесите, сите делот некој, значи информалната работна сила ќе се формализира поради тоа што ќе плаќаат помало придонеси, нема да е информално, да имаме информалност.
И од другиот дел, значи микро и малите компании кои имаат по 23 вработени поради високи придонеси се принудени на некој начин да не ги пријавуваат работниците или пак да ги пријавуваат како минимална плата. Затоа сакаме еден елемент да се стимулираат работниците за да имат повисока плата, за да ги задржиме тука. Исто така бараме, значи, и да се увезува работна сила, каде што да се редуцира административната документација, каде што е многу комплицирана. И ако што сега е зголемана котата, порано беше 5000, сега ми се чини тоа е околу 15000. И меѓутоа ние имаме информации дека во нашиот пазар на трудот се бараат повеќе од 20.000 работници. Од другиот дел, значи, сакаме по ефикасност, по голема ажурност во делот на Завод за вработување, каде што веќе пријавени се 100 невработени лица, од кои бараме тие да се идентификуваат и да дојдат да работат кај нас или да се најде начин како тие да се тренират, да се поефикасни. Еден од другите проблеми, значи, што го бараме како комора, нормално сакаме ефикасноста да е повисока. Значи, продуктивноста на работата кај нас е многу ниска, за да можеме да ги покачиме платите. Исто така бараме и ефикасноста во администрацијата да е поефикасна, затоа што со документацијата или со барањето на низ барање од бизнес заедницата, од граѓаните, многу се чека по шалтери и така натаму. Во тој дел сакаме администрацијата да е поефикасна. Нормално и тука треба да се види, да се плаќа повисока плата. Сега како ќе направи владата мора да се види. Благодарам за гостувањето во емисијата. Драго ми беше и сте на вас. Довидување до идниот петок во исто време.